Мајки, добар ден. Минатиот пат, денес мислам, слободно можам да се обратам мајки, минатиот пат имаше дури еден татко, ама моравме да го испочитуваме и се обратив со добро вечер родители. Ова покажува уствари кој дома ги влече конците и кој е одговорен, пошто она што денеска ја ќе позборувам е околу одговорноста на родителите кај не само кај исхраната кај децата, туку кај целокупниот развој, пошто свесни сте сите дека децата кога се особено у возраст малолетна, 7 до 18 години се у некаков раст и развој. И многу често у тој раст и развој многу од родителите сакаме децата така да не бидат здрави и живи. И секогаш кога ќе се деси нешто така само нека е здраво и живо. Али од друга страна треба да бидеме и свесни дека тоа здраво и живо не значи само да посакувам детето да ми биде здраво и живо, туку нешто и да правам за тоа, особено кога е во раст и во развој. Секој од вас дома си знае како, смислам, не знам, се го воспитува детето, го храни и така натаму, но во секој случај, она што секогаш функционира и она што секогаш, како да кажам, дава позитивен ефект или негативен ефект врз развојот на детето е вашиот личен пример. Пошто колку и вие да советувате нешто детето да го прави или да не го прави, на крај крајава тоа нема од кој друг да учи освен од своите родители. И јас сум сигурен дека многу од вас после, не знам, после 16-18 години, зависи колкаве ви се децата, ако го види детето со цигар, ќе се вангелосе и ќе можеби ќе се скара и така натаму, а многу од нас така сме пушачи. И понекогаш си земаме за право да кажуваме можеби некои работи кои што реално ние тотално сме контра и не ги правиме. И као остај јас што правам, ти да не правиш. Али тоа не функционира никогаш така. Секогаш децата учат од пример и она што мене денеска ми е целта и задачата не е да ви објаснувам за витамини, за протеини, за минерали и така натаму, туку ми е целта малку да се обидам, да инспирирам барем некого од вас да малку почне да размислува у друга насока, бидејќи само тоа ќе резултира со менување на навики кои што пред се вас ќе ви донесат малку поквалитетен живот, а потоа ќе се одрази тоа и на децата. Сакале ви или не келе, пошто ако зборуваме конкретно за исхраната, никој од вашите деца и во иднина кога можеби нема да бидат баш деца детинести, туку кога ќе бидат веќе изградени личности и на 20 и на 21 и 22 години, многу од нив најверојатно се уште својата екзистенција ќе обезбедуваат од вас. И вие ќе бидете тие кои што ќе бидете и спонзори, и финансиери, и инвеститори во вашите деца. И денеска сте, да не зборуваме денеска сте 100% спонзори и инвеститори на вашите деца. И детето нема можност само да одлучи што денеска ќе се стави во фрижидер или во висеки. Вие сте тие кои што го ставате тоа во фрижидер или во висеки. Али најчесто изговорите се толку многу бројни да си се зацкриваме и си се оправдуваме себе си за грешките кои што ги правиме, а и на крај крајва не ни мислиме дека се грешки, дека ако детето изеде нешто можеби што е сладко или дека нешто благо или грицка или ние ако се излажеме со нешто и така натаму, мислиме дека не е толку страшно и повторно го вадиме она да е здраво и живо. Пошто, нели, детето тоа го сака и не можам јас како мајка сега зошто да го гледам како така, оно сака, а ја не му давам каква мајка сум јас. Али тоа пак ќе речам, и тоа дете почнало да бара затоа што едноставно се научило на такви вкусови. И ако зборуваме за исхраната, понекогаш децата дури не ни знаат, у принцип што не ни знаат за поинакви вкусови. Најчесто така, од кој ќе се премине од мајчино млеко на класична храна, да, таа класична храна се и кашички, али се повеќе и повеќе се уфрлуваат и некои глупости, пошто некојаш знаете и вие можеби ќе се трудите дома, али ќе го оставиш детето кај баба, кај дедо, таму они се уште посрекни од вас за децата и знаете, и се да се угоди и понекогаш тие угодувања не резултираат со добро.
Она што е поразително од друга страна, повторно статистиките кои што укажуваат дека и во предшколска возраст многу од децата имаат проблем со килажа. И е многу поразително што денеска 5 до 10 кила вишок и не го рачунаме како вишок. Така, го прифаќаме како нормално, не е страшно, има и полош. А тоа е многу страшно, кога ќе почнеме да ги поместуваме стандардите. И автоматски и во медицината тие стандарди почнуваат да се поместуваат. Не знам, сега шекер 7 не е страшно, така, порано 5 била границата и некои такви параметри и стандарди кои што си ги поставуваме и си дозволуваме да излегуваме од некои рамки кои што на долг рок даваат катастрофални резултати. Не сме наивна група на луѓе, така, не сме група на луѓе која што не е свесна дека тоа што се јаде резултира со изглед, со здравје, со многу работи во метаболичките процеси. Не сме наивна група на луѓе да размислуваме дека како ми е пишано и дека судбината како е, така ќе биде. Затоа што познавам некој кој што можеби, не знам, да, он не те трчаше, беше фудбалер или не знам, се занимаваше со спорт и не знам, замина млад. И тоа се толку малку исклучоци на луѓе кои што се фаќаме, знаете, некогаш за влакно, се со цел да не го направиме тоа што треба да го направиме. А тоа се, тука зборуваме за добри и здрави животни навики кои што носат резултати. Вас треба да ви донесат резултати. Пак, ако денеска после ова, ви отидете и само им кажете на децата што треба да прават, сте у проблеми, нема ништо да постигнете. Ако од денеска, не знам, некој од вас донесе одлука и промени некои работи, и тие бидат воочливи со резултати, ќе почне и детето да го пресликува тоа. Сака ли вие или не икеле? И затоа денеска целта ми беше да зборувам за вас. Од друга страна, зошто нема да зборувам за витамини и минерали? Затоа што секој од вас, повторно јас сум сигурен дека да отиде сега у маркет и да почнеме да се шетаме по рафтовите, точно секој од вас ќе знае што е здраво, што не е здраво. Се служувате? Секој од нас знае што дека, не знам, ова не е окей, ова е окей. Проблемот е, повторно, што сликата за тоа како треба денеска да изгледа храната е малку поместена. И од една страна криви се можеби и компаниите, пошто нормално, за да постасаат во производството на храна која што човештво го бара, мора малку и вештачки да создаваат храна, но на крај крајава тоа го бара пазарот. А пазарот сме ние луѓето, кои што секојдневно кога ќе одиме во маркет, купуваме нешто. Така, и секој од нас буџетот му се знае месечен. И никогаш не е до, не знам, многу луѓе се бараат изговори и оправдување во парите, како да се хранам здраво е многу скапо или нешто слично, али пак на крај крајва буџетот секој од нас си го знае. И тие пари мора некаде да отидат. И на секој крај на месец фалат уште 100 евра и така. Али прашање, истиот тој буџет кој што јас го имам, како можеби ќе го пренасочам сега? Сега, она што пак од друга страна не тера можеби да купуваме неквалитетна храна, е тоа што правиме некои навики кои што ни се одвлекуваат на долг рок и сметаме дека така, колку, не барам да ми одговорите, али секој од вас точно си знае дека може би си кажува на себе дека не може без благо, или дека не може без грицки, или дека после ручек мора да се изеде нешто, не знам, дали е солено, дали е благо. Навечер 95% од луѓето, значи, имаат проблем со кризи, со потреби за да се јаде. И тие, нормално е дека кога ќе ми се стресат мене раце, нема брокула да одам да си земам од фрижидер или од маркет. Кога ќе отидам уште додека сум во маркетот, ќе го изедам тоа, не знам, парче шоколада. Ова не ви го кажувам ја од што сум, не знам, специјалист нутриционист. Врска немам со исхрана и нутриционизам. Мојата професионалност и професија е софтверски инженер. Јас тоа завршив. Сето ова што ви го кажувам, вие е мој личен пример, пошто сум бил и на ваше место и сега можеби сум на некое друго место затоа што сум рекол преку глава ми е веќе не можам, крај, доста морам да променам нешто. Пошто и јас бев 105 кила, и јас се мачев со кризи, не за благо, ја бев повеќе посолено.
Значи и мене секој ручек, секој ден после ручек ми се приспивало и сум дремнувал по пола сат и секој ден после 6-7 ме фаќале кризи и сум јадел. И јас сум имал 2 оброка дневно, и јас сум бил уморен, и сум пил и 6-7 кафиња, и сум се борел на сабајле со алармот за да станам и да се освестам. Сите тие работи јас сум ги минал и ги знам и затоа само ви ги кажувам од моје лично искуство. Не е нешто ова што, не знам, е квантна физика и треба човек да ги знае сите витамини и минерали за да направи од сабајле, не знам, добар појадок или да денот му биде комплетен и да не кризира за благо. И најчесто поради тоа што мислиме дека толку е сложено да се храниме квалитетно, затоа и не почнуваме. Пошто од оваа група сигурен сум дека барем 90% од вас се обиделе да држат диета. Така, и понекогаш од што сме толку преплавени со информации, со диети, со исхрана, со здраво е, не е здраво. Овој доктор рекол ова не јади, овој рекол после 6 не, овој рекол не мешај, не знам, компир со месо и бла бла бла, и понекогаш толку се преплавуваме со информации, да човек ќе си рече, налет, дај еднаш се живее, ќе си јадам што ми се јаде, што ми сака душава. И ја го разбирам тоа. Понекогаш многу ги комплицираме работите. И тоа е, работите секогаш ги комплицираме затоа што се многу едноставни. И не ни се верува дека се толку едноставни. Мислиме дека, не знам, треба да биде, не знам, точно секој од нас да знае колку проценти, ова не се меша, од сабајле требало топла вода со не знам што, попладне после ручек не се пиело вода, пола сат да чека, значи тоа се толку ситни глупави детали и митови кои што не се ни точни докажани дека се така, али ние се фаќаме за нив затоа што едноставно така е најлесно за тие работи. Сега, околу кој од вас смета дека нема време да можеби се храни малку поздраво и поквалитетно? Или кој смета од вас дека стресот е крив за се? Не кревајте рака, не ми е тоа важно, али знам дека го сметате тоа, пошто пак е најлесно. Сега, околу овие работи кои што ги спомнав, прва работа е да речеме стресот денеска е да не се лажеме, да, изразен е и го има во секојдневието, затоа што живееме во премногу брзо време. И стресот се создава затоа што у ова брзо време на информации премногу брзо се менува светов, да едноставно не можеме да ги пофатиме ние сите тие промени да не почнеме да се тресеме, така? Пошто секој од нас е под стрес, дали, не знам, ќе остане на работно место, дали финансии ќе бидат доволни, па за детето се тресе, па за сопругот се тресе, па не знам зашо. И стресот е тука присутен. И најчесто, многу често денеска е нормално да кој ќе отидеме на доктор, така биде стресот број 1 причинител за сите болести. И на докторите им е уште полесно, така, да кој ќе дојде пациент, пошто на крај крајава и они немаат толку време и ресурси да се посветуваат на луѓето, и им е најлесно да речат да hello. Да, ова ти од стрес. Така. Ова ти од стрес, еве терапија и шибај. Али ја ви гарантирам дека стресот како стрес е барем едно 5 до 10 пати поголем доколку не се храните квалитетно. Пошто телото, еве, чисто сакам да ви го доловам тоа малку по, не научно, туку народски научно, за да ме разберете, дека дали ви е логично дека кога на телото нема да му ги дадете сите витамини, минерали, протеини, јаглехидрати, масти, дали е нормално во телото да не функционираат метаболичките процеси правилно? Многу нормално. Што се случува? Кога телото нема доволно гориво и квалитетна исхрана, градежен материјал во телото, тоа се става во готовс. А тоа значи дека ги зема сите, ги појачува своите аудиовизуелни перцепции. Зошто? Затоа што едноставно е во мод на преживување. И многу често може некој со пенкало да си тропка, така, и да не извади од такт. Зошто тропка? Или не знам, било каков шум, или не знам каков збор од човек да не извади од контакт. И тоа не е ништо случајно. И тоа не е пошто е стресно времето. Туку ја ви гарантирам дека колку по-неквалитетно се храните, толку
по стрес ќе доживувате, затоа што вашите уши, очи, цело тело е на готовност, подготвено да преживува. Така едноставно не создала природата и нормално е дека сме многу понадразливи и реагираме и на најмали ситници. Дали кога ќе ви се стреса снага, сте по стрес? Па тоа е огромен стрес, така, значи веќе аларм шиба чим се стресе снага. И нормално е дека така пошто секогаш мозокот е оној кој што на крај ќе донесе одлука, нормално е дека кога ќе дојдеме ние ќе изедеме што може повеќе за да немој да се пак да се уклучи алармот. Али тоа се фатални грешки кои што од ден во ден се повторуваат и на долг рок даваат катастрофални резултати. И никогаш не е проблемот во дали вие денеска ќе изедете лош оброк и дали денеска ќе јадете пита пастрамајлија или не знам каква торта или благо и така натаму. Многу често луѓето го обвинуваат благото за како генерален кривец за тоа што можеби не изгледаат добро или имаат некакви проблеми. Али благото е само последица на првиот дел од денот, на почетокот на денот. Пошто ја како ќе го третирам телото во првиот дел од денот, нормално е така ќе ми врати оно во вториот дел од денот. И тоа е игра која што многу од нас ја повторуваме. Секојдневно и со тоа сакам да поентирам дека не е проблем во благото и не е проблем ако ние изедеме и 2000 калории плюс од тоа што моето тело бара, ама само денеска. Проблем е што јадеме 500 калории плюс секој ден, цела година. И тоа се 2 до 10 грама масти дневно. Тие 2 до 10 грама масти дневно се незабележителни. Така, јас секој ден си се гледам во огледало, сум си истиот, си е се нормално, не си ја приметувам промената, можеби ќе ја приметам после 3 месеци на панталони, на нешто ќе потака, вага ќе покаже, веќе е кило после 3 месеци, на годишно ниво се 3, 4, 5 кила, за 5 години се многу кила. Се 25 кила вишок. Ја имав 25 кила вишок кога од Велес отидов у Скопје да студирам. За 5 години дојдов до 105 кила. Толку стихино, пополека, бавно и незабележително, да веќе, така, и човек кој ќе се види со 25 кила вишок, веќе се уклучуваат алармите, веќе не мора да се превземе нешто, и најчестото, што е најлесното? Апче. И сега да чекам да се средам, се да исчезне, да ослабам. 5 години сум го кршел телово и сега дај едно апче за 1 месец да се среди. Не иде тоа така. Иако звучи супер. И се уште го купуваме тоа. Мислам, не како производ, како концепт. Дека за 1 месец ја можам се да средам со тоа што ќе лежам, ништо нема да јадам, ќе си пијам апче и ќе се среди сите процеси. Или, не знам, диета, која што за 1 месец ќе направи чуда. Али, од моментот која ќе речете, кога ќе си дадете ветување на себе дека веќе такви, нема да верувате на такви глупости, буквално се тоа глупости, тоа е еден чекор напред, дека е многу веројатно дека ќе се случат некакви промени. Затоа што вие кога не верувате на такви работи, прашање е на време кога ќе одлучите дека еднаш за секогаш ќе промените се и ќе се вметнете во нови навики. Пошто никој од нас нема проблем со килажа, еве конкретно ќе зборуваме затоа што не пие апче за слабење. Затоа што јаде крш. Така, и треба тоа да се смени. Никој од луѓето нема висок крвен притисок затоа што не пие терапија за притисок. Никој нема холестерол затоа што не пие росфера. Сите имаме некакви појави од килажа до здравствени појави поради начинот на кој што живееме. А како живееме, секој од нас знае. Али генерално лошо. Многу често знаеме да си се оправдаме дека ама јас знам од време на време да каснам овоше или јас знам, ние си правиме салата за ручек. Не постои луѓе полубремена жена.
Не, значи, или е бремена, или не е бремена. Или се хранам како што треба, или не се хранам. Не постои, ама јас знам да си каснам нешто. Најчесто тие овошјето го рачунаме као триумф во денот затоа што изедов нешто здраво. Па сега за сметка на тоа затоа што денес пазев, утре има да наплатам. И ќе се утепам од јадење. И најчесто така кога ќе се стаи човек на диета, стега заби, стиска се, така од петите вади сила за да ја издржи диетата и сега доаѓа денот кога треба да се почасти и тоа е, мислиш, крај на света, готово утре не остана благо, ќе ги повлечат се од маркетите. Се јаде, се преплавуваме. Значи, поентата ми е мене дека или е 0 или е 1. Не постои полу, не постои ама јас, нема ама. Или се хранам кој што треба или не се хранам. И повторно тоа не подразбира да ја целен јадам овошје, зеленчук и ништо тоа. Јас сега леле, пошто многу од луѓето со кои што и работам мислат дека треба да се откажат од се на светов за да изгледаат добро. Нема врска. Што мислите, моите баба и дедо имале диета? Или некој од вашите баби и дедовци имал диета? Тикви. Имал што? Појадок ручек вечера. Имал и сладко, и зимници, и се правело. Само што имал распоред и имал континуитет. И тоа што го јадел како квалитетна храна, ако го зборуваме, било многу поразлично од денеска. Да не имало емулгатори, мислите, у пачата што ја правеле. Немало, или у ајварот, или у не знам, немало. Туку тоа било дворот од така добиток, живина, растенија, зеленчуци, ова што било од дворот. Сега нормално е дека денеска не може да ја споредуваме храната, квалитетот со тоа што било пред многу години, пред 20-30 години. Да земеме дека многу е процесирана храната и овоше и зеленчук не знаеме дали е квалитетно, али затоа па почнува индустрија на додатоци во исхрана. Така, еве, кој од вас користи додатоци во исхрана? Најверојатно сите. Зборуваме така, витамин С имате дома, Б-комплекс, не знам, имаме. Али пак тие ги употребуваме кога ќе дое проблем. Ако настинам, ќе земам витамин С. И најчесто луѓето, баш минатата недела или не се сеќавам, или пред 2 недели, ме повикаа во К1 зборува и ме праша Ања, што ја води утринскава емисија, што е сега за овој период на настинки, што луѓето треба да прават. Викам, сега е решена приказна, толку е, не може ништо да прават. Сега може човек сируп, антибиотик и лекови да си купи и да се среди. Али прашање е што сега ќе прави за следната сезона која ќе дојде. Пошто, пак ќе речам, многу често и најлесно ни е да префрлиме одговорност на друг. Односно, времево е лудо, има многу вируси, вирусите се криви што јас сум болен. Никој не ви е крив што сте болни и што немате имунитет. Криви сте вие што не сте го изградили имунитетот квалитетно. И на вас и на вашите деца. Пошто вируси постоеле и денеска, постоеле и пред не знам таму колку милиони години кога постоеле. Тие се едноставно од постанокот на земјава, еволуциски гледано. И ќе постојат уште многу години, милиони. Прашање е колку јас сум способен да се справувам со тие вируси. Не е сезона на вируси. Туку е сезона на луѓе со слаб имунитет. Ако мене ме прашувате. И тоа не се решава преку ноќ. Не се решава проблем со килажа која ќе дојде 20-30 кила вишок. Не се решава имунитет која ќе се разболеме. Така, многу често луѓето, особено пошто денеска е нормално да си настинат, да имаш столица проблематична, подуеност, киселини, главоболки, да си уморен, хормони, проблеми, тироидни. Денеска е тоа нормално. И го прифаќаме луѓето како тоа е тоа. Значи се случува. Али не е нормално. Тоа уопште не е нормално. Тоа се многу сигнали дека аларми кои што свират дека треба ја да се освестам да почнам да превземам нешто. И повторно нас не е полесно да причекаме да се извадиме на некоја кратка варијанта, на апче или на нешто што ќе ни среди. Али не функционира така. Мора сами да си превземеме одговорност за навиките и за резултатите кои што ги имаме. Пошто не апче, не диета, секогаш ги прифаќаме
и секогаш ако кој да прашате човек зошто можеби не успеал да намали килажа или зошто не успеал да го покачи имунитетот, секогаш ќе слушнете затоа што имав период на стрес, затоа што програмата не ми функционираше, диетата беше катастрофа, производот беше катастрофа, никогаш не е до личноста, пошто е најлесно ситуациите да се криви. Али, на крајот на денот, секој од нас сам дома си знае кој е крив за тие работи. И не треба да се бара виновен. И тука е проблемот. Кога ќе барам ја некој кој што ми е крив, или нешто што ми е криво, дали е ситуација, дали е производ, никогаш немам сила да го променам тоа, пошто ја не можам да го сменам производот, не можам да го сменам, да ја сменам диетава, ја можам само на себе да си влијам и ја да се сменам. И кога ќе се сменам, ќе се сменат и резултатите. Кај да одите во било која компанија, се носите себе. Било која диета да ја користите, вие сте корисникот. Било кој нутриционист да ви помага, вие сте клиентот. И не е тоа магично стапче што на крај крајва ќе ги смени резултатите. Денес сум ви суров многу. И извинете, пак ја не дојдов да си кажуваме приказки за витамини да си зборувам. Јас сакам барем еден од вас да излезе од тука со смената склопка и да промени некои работи. Тоа и ми е целта. Сега, кога ќе околу практичноста на работите, пошто малку зборував за да ја покренеме свеста, можеби начинот на размислување, околу практичноста, пошто знам дека на крај ќе ви интересира можеби што треба да се јаде во денот, колку треба оброци, вода и така натаму, ќе позборуваме и за тоа, затоа што пак дојдовме да зборуваме за одговорност на родители кај исхраната за децата, али прво родителите треба да превземат одговорност за својата исхрана и за своите резултати. Секој од вас знае дека појадокот е најважен. Така, тоа веќе се зборува и го знаеме дека треба да се има и драго ми е што барем почнува да се менува свеста кај луѓето и драго ми е што можеби не многу луѓе превземаат акција, можеби не е најправилната, но сепак ја превземаат и се обидуваат нешто. И кога зборуваме да речеме за појадок, под појадок се рачуна оно што ќе изедеме во првиот сат од станување. И не знам ја како ви изгледа вас денот, али 60%, статистички ви кажувам, 60% од луѓето прескокнуваат појадок. Зборуваме во први 60 минути од станувањето. 60%, што е огромен процент на луѓе. Многу од вас можеби сметаат дека појадуваат затоа што јадат на сабајле. Ама тоа значи станал у 6 и јаде у 10 и затоа што е се уште сабајле, он мисли дека појадува. Али тоа не е така. Појадок исклучиво се рачуна тоа што ќе изедеме по првиот сат од станување. Многу често, исто така постои група на луѓе кои што појадуваат, но пак се работи за појадок сиромашен со нутритивни вредности. Дали вие појадувале промаја, ништо, цигар, кафе, дали појадувале, кој е број 1 појадок у Македонија, пецива, мачканици по дома, така и такви работи, се работи за и двата појадока се сиромашни со нутритивна вредност. 0 минерали, 0 нешто протеини, добри витамини и така натаму. Едино ако бурекот го јадете на сонце, у тој случај витамин D се обезбедува од сонцето. Тогаш сте у плюс. Се шала. Значи, многу погрешно. Што се случува во такви случаеви? Кога ќе го почнете денот погрешно, независно дали независно дали се работи за никаков појадок или за некаков, се пореметува нивото на шекер во крв. Што тоа значи? Дали од кој ќе изедете, ќе се фатиме за бурек. Дали од кој ќе изедеме бурек, после пола сат до сат почнува да ви паѓа глава. Паѓа. Признали или не признали. Почнува концентрација да се губи, да ни се приспива и така натаму, затоа што
Што се случува? Вие кој ќе изедете таков неквалитетен оброк и најчесто сите работи кои што се запакувани во маркетите добро, најчесто сите работи кои што се рекламираат на билборд и на телевизија се junk food, бидејќи единствен начин да продадете ѓубре е да го утепате од рекламирање. Сте виделе реклама за зелка? Или за патлиџани? Не, затоа што нема потреба, тоа е веќе квалитетно. Сега што се случува? Ке изедеме некој таков производ кој што изобилува со празни калории. Под празни калории подразбирам има многу калории, ама шекери и масти. Нема витамини, нема минерали, нема здрави масти, нема здрави добри јаглехидрати и протеини, значи шекери и масти. И најчесто кој ќе завртите производ пишува толку шекер, масти, толку калории и почнуваат бројка, конзерванс, бла, значи тотално, мислам, процесирана храна. Што се случува? Се катапултира нивото на шекерот во крв, се качува многу високо, затоа што тоа е прост шекер, брзо се метаболизира и се алармира панкреасот. И он вика, слушај, ова е премногу шекер, дај да лачам ја инсулин да вади тоа што е вишок, али инсулинот кој ќе се пушти во крвта, инсулинот не знае да го доведе шекерот до кај што му треба. Туку инсулинот зима и го кутка цел шекер. И тоа куткање оди во бутчиња, образи, раце и така натаму. Тоа така се креираат мастите. Што се случува? Ке изедам ја некој таков оброк, после саат веќе шекерот е отиден доле и затоа почнува да ми паѓа глава, да губам концентрација, ќе помине можеби уште пола саат, додека не почне нов аларм да свири и да играат раце. Следно нешто што е повторно стимуланс, сок, кафе, грицка, благо. Така, и најчесто, ако прашате луѓе кои што се вработени, јадеш ли благо тако додека си на работа до ручек? Не. Затоа што они не носат, ама носат другите, колешки, колеги, па ќе штрбне, па ќе така. Никој не рачуна 2 коцки чоколадо, не, ја не јадам. Ама јас зборувам за детали, 2 коцки секој ден. Разбирате, тука е проблемот, континуитетот е проблемот и решението. Континуитет на мали, глупави, нездрави навики и континуитет на добри, здрави навики. Што се случува? Шекерот горе, добро е, супер, се стабилизирав. Пред да си дојдеме дома, неколку пати се дешаваат такви скокови и падови, за да кога ќе си дојдам дома, така да си изеде се, со сеногрки од масата. И јас сум го правил истото. Затоа што сме прегладнети, телото е толку преморено од игри на шекер и од нула нутритивна вредност, да повторно дома кој си дојме бара. И што, бидејќи повторно ручекот е многу обилен, и многу шекер се вбризгува во крвта, нас ни треба дремка, после ручек. На кој од вас ви се имате падови на енергија и потреби за дремки? Сите, гарантирам. Така, се дремнува и таман тој пола саат е доволен за да инсулинот си ја заврши работата, да го тргне шекерот по трет пат у масти и се будиме од дремнување и почнува сеансата по висеки и по фрижидер. Така, да се јаде навечер. Тоа е кругот кој што 95% од луѓето го живеат. Тоа што може би еден има вишок килажа, друг нема, уопште да не ве секира. Пошто ја познавам многу луѓе кои што љубоморат затоа што на оваа се јаде ништо не се фаќа. Како е можно? Значи не се секирате, неквалитетните животни навики мора да си ја земат својата цена. Можеби јас сум послаб со генетиката на килажа, така и можеби неквалитетниот начин на исхрана ќе ми покаже на килажа. Кај некој ќе покаже на друго нешто. На, не знам, на дигестивен систем ќе покаже. На крвна слика ќе покаже, мора некаде да избие, нема шанси, значи тоа е машина која што се знае како функционира. Има гориво, ако го има потребното ќе функционира правилно, ако го нема, нема да функционира правилно. Исто како кола, како било која друга машина, ако у кола ставите погрешно гориво, нема ни 10 метри да изоди. Телото, пошто е толку, мислам, совршена машина, па се снаоѓи и ги изодува тие работи. И да му даете погрешно нешто, така, ќе преживееме, и утре ќе не има, и 20, и 30, и 50 години ќе не има со лоша исхрана. Али прашањето е каков квалитет на живот ја имам у тие 20, 30, 50 години.
Дали кога ќе дојде време на 60 години да одам у пензија, ќе треба цела пензија да ја давам по лекови и ќе треба моите внуци и керки и синови да трчаат по мене за да ме носат по болници и да ми купуваат инфузии и брза помош да викаат, или ја ќе бидам способен старец кој што ќе помага и ќе ужива у староста. Пошто да не се лажеме, не е како ни е пишано. И туку како ја што пишувам секој ден у дневникот на исхрана и моите животни навики. Еве вака ќе ве прашам, дали ако постои апче кое што ќе го испиете и за 50% ќе го намали ризикот за рак, дали ќе го пиете секој ден? Дали би го купувале? Да ви некој да ви пишува, со ова апче за 50% ќе го намалите ризикот за рак. Не. То здравие лудница. Дали би го пиеле? Па лудо се да не го пиеш, така? Сега од другата страна. Статистички е докажано, научно, дека ако вежбам секој ден, од пола саат до саат, за 50% ќе го намалам ризикот за рак. Колку од вас вежбаат? 0. Така, супер. Супер. Секој ден. Одлично. И тоа е одлично, и е супер. Не е битно, знаете зошто не вежбате? Затоа што мислите дека сега вие треба да се запишете негде и таму душа да ви излегува. Пошто, од друга страна, фитнес индустријата денеска и многуте луѓе кои што се страствени за вежбање, така тоа го промовираат. Така, вие кои ќе свртите на Facebook, ќе видите некој ваш пријател кој што, не знам, дигнал 200 кила за гради или, не знам, пишал истрчав толку километри и бла 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 и си викаш, ова човече нема шанси. И затоа кога ќе дојде момент за дали ја вежбам, ја тоа вежбање го поврзувам со некој таму кој што животот му е вежбање и си викам, ја нема шанси. Али не зборуваме за тоа, зборуваме за 4 километри дневно. Секој ден. Тоа е вежбање. Знаете колку луѓе не... Да, знаете колку од нас, од вас немаат 4 километри дневно? 4 километри у неделата е прашање дали имаат. Тука е проблемот. Почнуваат, ама летно време. Кога ќе дое момент, треба да одам на плажа. Најчесто, што го кажав тоа и претходно, почнуваме да менуваме нешто ако или се уплашиме, или ако некој треба да не гледа и да се експонираме јавно. Зошто на пролет и на лето почнуваме да менуваме? Затоа што ќе ме видат. Така, ќе треба да мајче да се облечам, па как леле ракава кука, нема шанси, така. Или, не знам, на плажа треба да се појавам, како ќе се појавам, Боже мој. Или свадба имам, морам. Погрешни цели. Значи, не се тоа добри цели. Си се препознавате, Драго ми е, барем сте си искрени. И секогаш кога целта е поврзана со настан, со некој друг да не ме види, тогаш на дол крок не правиме никаква промена. Што така, еве, ќе трчаме на пролет, ќе вежбаме, ќе отидеме на плажа и толку после, што правиме после? Пак назад, пак на старите навики, или знаете колку луѓе ми се имаат обратено дека леле у мај свадба права, морам, знаеш, мора да се дај кажу што е најбрзо да се средам у февруар месец. У февруар не се мисли за мај. За мај се мисли од септември. И не треба да има датум или месец за кој што треба да се мисли. Ако јас кога ќе се видам у огледало, си се доживувам кој што треба и работите кои што ја на себе си ги кажувам се најважните работи. Целта не треба да ви биде заради некој друг нешто да направите, за некаков настан или за некаква, не знам, јавно експонирање. Целта треба да ви биде ради себе лично, не да намалите 10 килограми, туку целта треба да ви биде да смените навики. Целта да намалам 10 килограми е окей, ама на дол крок не функционира. Затоа што ќе ги намалам. Така, што после? После ќе ги враќам, а најчесто ги враќаме.
И после е крива диетата, крив е производот, крив е човекот кој што ми даде програма и така натаму. Само ја не сум крив. Новогодишните празници. Сега, знаете колку луѓе, сега многу луѓе сега преместуваат да поминат празниците, после ќе се видим. Зошто? Викам. Што е со празниците? Па и следната година ќе има празници, и ја имам празници, и ја јадам за празници, што мислите, ја што јадам за празници? Брокула сечам, сите за прасе се прави, или пити се јадат, или на Божик, или зелник има, ја што, брокула, да, со интегрално брашно, мислите, мама прави зелники со органски прас, тикви. Значи прави тоа, и сега нормално е дека ќе јадам, не се правам и јад, знам на слава да отидам и да изедам, али тоа е еден оброк во еден ден. Колку нема секој ден слава, сезонски гледано еве, у вие месеци ноември, декември, па на колку слави ќе отидете? На поише од 5? Така, до 5. Тоа се 5 дена, 5 оброци. Тоа се 7-8 калории плюс во 2 месеци. Тоа знаете колку малку е? Ништо не е тоа. Не е проблем тоа. Ако јас денот сум го почнал кој што треба, се одвивало кој што треба, сум пиел вода кој што треба, ништо тоа не е проблем. Не е проблем еден оброк, не е проблем благо, не е ништо проблем. Проблем е континуитетот кој што го провлекуваме секојдневно. Природата не создала да децата кои ќе се родат цицаат на 3 часа. И тоа е нешто што доживотно треба да се одвива. Нема никакви митови глупости дека за ручек, ако ручекот него ми е само протеински или само јаглехидратен, или у среда треба да имам воден ден или не знам каков ден и така натаму, тоа не постои како закон во телото. Телото не е програмирано у вторник да јаде само овоше. У среда да му е воден ден, у четврток да му е протеински ден. Или да 3 месеци биде на таква диета. Телото секојдневно му требаат едни та исти нутриенти, кои што у првите 9 месеци ги наоѓаме преку мајчиното млеко, после почнуваме да ги наоѓаме од класичната исхрана. И формулата магична за да бидеме у добра кондиција и добро здравје е појадок у првиот саат од станување и оброци на 3 часа секој ден, 365 дена. И не е никаква филозофија. Пошто благото, ако ви е криво, ќе го снема. Ја ви гарантирам дека потребата за благо, кога вашето тело ќе биде удоволено со се што му е потребно, нема да се појави. Кој ќе има доволно вода. Ја порано пие вода ако ожаднам. Може би сок тогаш ќе се напие. Поубаво е сок, нешто блачко. Така? Значи, глад и жед се аларми дека доцните. Треба на секој 3 часа да јадам и треба дневно да пијам количина на вода, која што од Светска здравствена организација вели на 25 килограми маса доаѓа литар вода. Ако сум 50 кила, пијам 2 литри, ако сум 75, 3 литри, ја 105 кога бев, 4 литри ми треба. И тоа не е, мислам, никаква голема количина. Ако сега шок ви звучи, нормално е дека некој ако пиел една чаша 2 дневно, нормално е дека сега 3 литри се вау. Али тоа е навика која што полека, не од утре 3 литри да префрлите, значи постепено да зголемувате на вода, барем таа навика може секој од нас да ја смени. Како? Да. Да. Има решение, катетар нешто да се нека. Докторите не зборуваме за ваква или таква храна, го вели, уште си го мислите тоа, децата се мали и мора на 3 сата да јадат. Видете, знаете зошто? Нормално децата се бараат и моите се во таа возраст се мали и нормално јадат на некоја нешто прима. Дали ќе приме чајче, дали ќе јадат нешто, не викам дека не јадат нешто грицка, или измеѓу или овошје или храна, они си бараат, но докторите дека па вие уште мислите се бебине, не треба да јадат на 3 сата.
тој момент помага. Да, али знаете зошто? Ако прашате било кој доктор, зошто? Не треба. Мене, ако човек ми објасни нешто логично и на крај на ден ако ми дава резултат, ја го прифаќам. Ја не се сомневам. Ама работата е што најчесто, ја мислам, никого ниту подценувам, ниту па ми е тоа намера. Да не биле докторите, реално ќе сме имали огромен проблем у човештвото и медицината стварно помага да ни се продолжува животниот век. И според мене многу би било супер ако не треба да имам допир со медицина. Да си доживувам квалитетен живот и во постари години. Али доктори како доктори не се запознати многу со исхраната. Доктор како доктор е запознат со да диагностицира, да даде терапија и така натаму. Али еве конкретно кога многу луѓе кои што имаат проблем со крвен притисок, со холестерол и така натаму, што им викаат на доктор? Не јади мрсно. И си одиш дома и сега си викаш од кај да почнам. Што е тоа не јади мрсно? Разбирате? И некојаш која пошто по инерција некако иде, сите ние сакаме да дадеме совет. И нормално докторите имаат висок кредибилитет и најчесто тој совет кој што не значи дека е точен, ние го прифаќаме, затоа што е доктор. Ја знаете колку случаеви сум имал конкретно жени кои што не знам дали се у бременост, дали дојат, дали имаат не знам некаков здравствен проблем и ќе одат на доктор, ова и ова доктор е правам. Не, дај сега ти доека си у оваква состојба, тоа никако. И знаете, јас секогаш им викам, добро прашај зошто. Нека ти даде објаснување. Пошто ако кога си болен или кога си у бременост или кога доиш, ако не треба добра исхрана, тогаш кога треба? Тогаш е и текако потребна добра исхрана. Значи, ние не зборуваме тука за кој ќе се јави проблем што да правам, ние зборуваме дека природата не создала така и тоа треба доживотно да се одвива. Инаку не би не создала така. Природата не создала чоколадо, па и тој доктор јаде чоколадо. Да, ама и докторот кој ти каже, не му е влада да го правиш. Он го прави. На мајките кои ти рече, не им давајте готово пире, земи свари 2 компире, ама доктор ќе ја немам време. Значи тоа се случува. Па добро. Зошто? Иван прашава зошто. Додека доиш не смееш да јадеш зелка, не смееш да јадеш зрнеста храна. Океј, Зошто ради бебето да нема грчевини, додека доиш, значи имам прашано, зошто да, и тоа се детали. И тоа се детали, што нормално, некои има и луѓе кои што зелка не можат ни да ја варат. Разбирате, имаат проблем, али тоа се веќе детали. Не значи дека нема друг начин како ја можам да ги обезбедам тие нутриенти. Не е само зелка, има милион производи, извинете. Мене не ми е јасно покрај поедат ручек и вечера, што ги гледам децата на 3 сати, ако не смееш глупости. Колку ручеци треба да направам? Не треба ручеци, ти треба еден ручек, ја ни тој не го правам. Види, можеш да го раниш овоше, можеш да го раниш со... Знаете колку им... Ба не е оброк, ужинка. Зборуваме, 3 се главни оброци, поедок ручек вечера. Да. Ние... Па, точно. Знаете зошто немаме идеи? Затоа што ако ни тргнат се што има во маркетите, ние ќе бидеме изгубени. Ние главата не знаме да знаеме што да направиме се, што ја да му давам на детево. Не, нема шанси тоа. Не иде у предвид. Точно. Имате јатки, имате житарици, имате овошја, зеленчуци. Знаете, еве и сега, мислам, доста е тренди здрава храна и такви работи, има и некои производи кои што се окей. Многу често и тие здрава храна производи се маркетинг трикови, мислам да внимавате и на тоа, али тоа лесно може да се препознае. Свртете позади, ако има тоа не е здрава храна. И не може да очекувате за 15 денари да купите здраво нешто. Се знае што ќе става ту, тоа само етикетата му е source of, не знам, какво здравје и протеини, пишува fit, sport, wellness и ние мислиме готово ова е супер, али не може за 15 денари да купам нешто супер.
Подобро купете за 15 денари 2 банани, отколку нешто друго. Или ако веќе ви се јаде благо, а не сакате да имате грижа на совест, имајте, купи си сникерс и барем ќе уживам додека го јадам. Така, па да не се лажеме. Мислам, дали некој од вас има некакво... Колку е саат прво, извинете да прашам, да не... одлични сме. Дали некој од вас има некакво конкретно прашање, пошто многу работи опфатив и реално, ако можам ја до утре да си зборувам, али некој дали може би има некаков конкретен совет кој што му е потребен лично или не знам, да има некоја ситуација која што, мисли дека можам да му дадам некаков одговор. Дали е тоа за... Не прави голема разлика, искрено, само ако веќе варно што добро што прашавте, многу често знам дека ги лупите овошјата, така? И зеленчуците, ако можете тоа избегнете. Пошто во лушпата има многу растителни влакна кои што се и како потребни, витамини, минерали кои ќе се излупи, пошто јас знам, ги лупиме ради тоа што ни е страв од пестициди. Да. Да, ама секогаш, знаете како ќе избегнете пестициди? Пестициди не може да избегнете. Треба органски да се хранам па да избегнам пестициди. Али секогаш одбирате сезонско овош и зеленчук. Шопска да јадам зимно време, нормално дека ќе има пестициди. Така, значи, тоа е тоа. Сезонски овошји и зеленчуци бирајте, колку и да имаат пестициди, не се толку предозирани за да форсираат раст и така натаму. Најчесто тие пестициди се против штеточини. Не се за хемии. Да. Не се плашете, знаете што? Од предпазливост нема да постигнете резултат. Ја ти потпишувам дека ако имаш добар поедок, јадеш на 3 часа и пиеш вода, се ќе се среди. Значи и тие мали детали, пошто и токсините кои што во телото се создаваат, телото мора да ги чисти и да ги преработува. Значи има механизми во телото кои што се задолжени за тоа. А зошто не прашуваме што правиме со токсини од пакувана храна? Што правиме со конзерванси, емулгатори, многу шекери, со адитиви, со ароми, со бои, што правиме со тие хемии? Ги миете дома чоколадата, киснату вода, смоките, ги преварувате да излезат токсините? Не. Туку тоа не се прашуваме. Лета. Така да, тоа ќе исчезне овака, ако почнете да ги менувате тие работи. Извинете. Јас сакав нешто да се надоврзам околу ова, дали е подобро пасирана храна или сетската храна. Значи, колку детето уште порано го навикнуваме на подцврста храна, значи подобро е, поготово за развивање на мускулите во устата, а подоцна сето тоа, значи оди кон оној правилен говор на детето. Значи, ако од помала возраст, значи им даваме подцврста храна, значи толку е подобро за детето. И не само за правилниот говор, туку и за развивање на нерцата, на зъбите. Тоа ми е познато, знаете. Да. Мене ми беше моментот дека, нели викаат, колку е на поститно и сетскана храна, во моментот у цревава побрзо се разформира. Од друга страна, ако е сетскана храна, ако не ви неа живака устава, за да почнат ензими за мозокот нели, да почне ензими, за да дојде до желудник, па тука ензимите да бидат подготвени, да попиза се, за разградување. Значи, мене тој момент Да, али вика шекерот одма, значи кога така пола се рестарбира, пола се исправува, вика немаше бенефит од сетскана храна. А ваму имаше други статии дека нели ако е на да, види, ако се заробите у тие статии, тоа крај нема. Пошто така, некој вика вака, некој вика така, али знаете што? Многу информации кои што се неважни. Пошто битна е храната. Не е битно дали е сецкана или изблендирана или е не знам како подготвена.
Што храна ја јадам? Што ако ми сецкана, не знам, имате винчини без сецкан ролат? Што ако е сецкано? Или изблендира еден ролат? Стај вода и милка чоколаду у блендер. Да. Еве, конкретно за смути и за такви работи, ради време ми е мене најмногу вакво ги си права. Смути, шејк и така натаму, али вие од 5 оброка, така пошто просечно секој од нас е буден минимум 12 часа, вклучително и децата, и ние ако зборуваме за појадок и оброци на 3 часа, секој од нас ќе има 5 оброци. У тие 5 оброци нека бидат 2 смути, 3 нека се джвакаат. Проблемот, знаете што, нивилицата нема да се развие ако ја имам 2 оброци и джвакам. Да, значи, тие се супер работи и забелешки, но кога ќе ја поставам ја основата, ја не можам да очекувам дека ќе имам имунитет, затоа што се хранам крш и пием витамин С. Ја немам основа добра, имам само додаток, кој што е незначителен. Од која ќе ја поставам основата, тогаш можам да зборувам за, односно не да зборувам, туку да почнам да размислувам за овакви некои работи. Дали сега може би подобро да еден само оброк да ми биде смути, другото да го джвакам ради така и така. Дали, не знам, после ручекот, дали одма да пијам вода или да не пијам вода, пошто многу луѓе и со тоа знаат да ме прашаат и да се оптеретуваат. Дали сега после ручекот да пијам вода, а он пие 3 чаши вода у денот и јаде благо после ручек. Па тоа не е важно веќе. Да. Да, али што? Ако ја имам 2 оброка и јадам благо навечер и немам никаков ред у исхраната, битно пијам вода после 2 сати од ручекот. Знаете зошто е таа препорака? Еве конкретно, таа препорака е ради пеха вредноста во желудникот. Али од толку лоша исхрана и нередовна исхрана, вас пеха вредноста во желудникот ви е по цел ден нарушена. Знаете колку луѓе имаат киселини? Ги фаќаат од време на време, некои цел ден, секој ден. Знаете колку луѓе сода пијат, така и рупурути и чуда од киселини? И што тоа веќе со водата ја после ручека која пијам? Не е од тоа киселината? Киселината е од тотално неправилен метаболизам. Затоа зборувам, мора основа ја да поставам, прво у глава со себе да си решам дека слушај, окей, барем ако не се хранам здраво, барем да не прва работа, да не се лажам со апчиња диети, не знам, за еден месец дека ќе се десат чуда. Втора работа, да веќе ако превземам нешто, да го превземам на долг рок, не ради плажата, ради свадбата, ради 10 кила, туку да го превземам ради себе лично, ради добри животни навики, добар квалитет на живот. Ради тоа треба. Пошто на крајот на денот и таму кој ќе стигнеме 60-70 години, нема да ни биде криво за тоа што не сме ја изеле тортата на славата тогаш кога бев кај Оле. Туку ќе ми биде криво што не можам да станам од кревет да отидам да со внучево да се поиграм. А тоа не се решава тогаш, тоа се решава сега. Па за надале. Пошто секој од нас, ја не знам која возраст е, али не е ништо страшно и да сте и 40 и 50 години. Ја познавам многу луѓе, на жалост, кои што затоа што имаат 40 или 50 години, кога ќе стане збор за менување навики, исхрана и слично, моето помина, дај, вие младите тоа, бе, шо помина? Толку? Кај отиде? Па на статистички гледано во Македонија, просечен животен век на луѓето е 72 години. Тоа значи дека тие што имате близу 36 години и повеќе, имате повеќе минато отколку што имате иднина. И 36 години на неквалитетни животни навики се, ама недоволно, предоволно, се 36 години. И следниве 36 години нека бидат кој што треба. Ја не знам дали ќе доживеам така, не знам, поима немам ја што ќе се деси после 5, 10, 15, 30, 50 години. И не ни размислувам за тие работи, пошто нема бесмртен да бидам за тоа што така живеам можеби поквалитетно и поздраво,
али зборувам за квалитет на живот во времето кое што ми е на мене дадено. За тоа зборуваме. Не за килажа, за 5 кила минус, значи зборуваме за квалитет на живење. Така да, дечки, ја мислам тука да завршиме. Помина веќе 1 сат. Мислам дека ви помогнав барем малку да подигнете свест на повисоко ниво и да смените можеби некаков начин на размислување, пошто се почнува од таму и ќе бидам многу среќен и горд ако можеби следната година организираме нешто слично овакво, некој од вас има лична своја приказна која што ќе почнува од Звончица. Така беше, Градинка? Да, од Звончица на 15 декември. 16 сме денес. Да, заборавам. Фала ви родителки, се гледаме и срекни празници да си имат.